Добар ден, драги ученици! Денеска сме на вториот час по физичко и здравствено образование од 6-9 одделение, каде што според нашето планирање ќе ги обработиме двете теми: вежби за правилен физички развој, кои што ќе бидат без реквизит, а во главниот дел ќе ја подобруваме, ќе се обидиме да ја подобриме моторичката способност, замислена и предвидена според наше планирање, координацијата. Нешто што е најнеопходно е малку проветрена просторија, која е ваша собичка, соодветна опрема за вежбање, мајчка, шорци, може и тренерка. Во домашни услови ние сме овдека во патики, вие можете и боси. На вашиот под, тепикче, некој кебенце по така со можност за вежбање и секако во делот на координацијата ќе употребиме еден мал реквизит, мало тениско топче, кое што за вас може да биде и некој гумено, детско топче и да може да го реализирате овој час. Денеска ќе се обидеме сите вежби од почеток со загревање и стегнување, вежби за координација и вежби за лабавење, да ги изведеме и прикажеме за повисоко ниво и за пониско ниво во дел на, да речеме, оние што веќе ги работат вежбите поусовршено или оние кои што се почетници, да знаат од помалку добри изведи, да речеме, до подобра, поправилна изведба како да ги изведувате вежбите. Нема да должиме многу, започнуваме со првиот дел од часот, односно воведен дел од час, каде што ќе имате прилика на ваша десна страна на почеток да видите како се изведуваат правилно вежбите и на вашата лева страна ќе ги видите вежбите со, речеме, малце, ајде да кажеме, не по-неправилно, туку во некоја почетна фаза. Па да почнеме. Така, почнуваме со трчање во место. Лесно се кријаваме прстите и спуштаме петиците. Два чекори напред, назад. Одиме странично. Чрез доживување се во некој метар напред, метар назад, метар лево, метар десно, да имате простор, бидејќи со одрачување, прирачување и со некој чекор напред и назад и во страна, веќе да имате еден комфорен простор за реализација на вашите вежби. Одиме странично, расчекор. Малку ги лабаиме нозете. Чуваме со кружење. Кружење со раце. По 8 до 10 повторувања во една насока и обратно, значи на секоја вежба од кружење работиме во двете насоки. Овдека може да забележите рацете се испружени во сите три зглоба. На другата страна ќе видите со мали свиткувања, така малце поопуштено, но и да се почне на тој начин, а да се премине во повисока фаза е сосема во ред, бидејќи за секоја нова вежба, како што е денесниот час обучување, ние ќе мора да ги покажеме, бидејќи вие самите ќе забележите во кој дел ви оди послаба изведба на техничка, а тоа само лактици, а во кој дел ви оди подобро. и обратно. Во ведниот дел на часот или загревање, поточно е дел каде што работната температурата на телото ја зголемуваме, крвта ја раздвижуваме и полниме мускулатурата ја полниме со крв да биде порастеглива и веќе во вториот дел од часот каде што ќе имаме вежби за истегнување,
кои што ќе не превенираат од повреди, но и ќе го зголемат подвижноста на нашето тело во сите зглобови, каде што ќе можеме подобро, поефективно, поправилно технички, со поголем ефект врз нашето тело да ги изведеме. Крачко, да ги кружиме со покој. И обратно. Кружни движења со поголем груп, со поголема амплитуда, кружни движења со, речеме, помали движења во карлица, во полкови и од едно можете во друго ниво повисоко да преминете. И обратно. Стигнуваме нагоре. По-леко има на вежби за стегнување. Одиме со израчување. Ќе внимавате да биде затегнати раце во сите зглобови, да нема мало опуштање како што се покажува овдека, но ако случајно ќе почнете со, да речеме, со незатегнати раце, веќе во второто, трето повторување би можеле да се коригирате и секое повторување да биде 8 најмалку, па може до 10 пати. Одиме на следното. Одрачување. Враче конен став. Овдека треба да се внимава отклоните во страна што се во тело, да нема телото да не оди во предклон или во задклон, туку секогаш да оди од вертикала да се спушта во страна, да нема искривување на трупот, за да може страничната мускулатура да се истегне во. Предна ложа. Во овој дел на вежби ќе се внимава трупот да е исправен, затегнато, додека свиткување на труп на напред или одење на назад го намалува ефектот врз истегнување на мускулот на предната страна на коленицата. Раче корен став. Со двете раце допираме едното, на другото стапам. Како што се гледа, малце поширок расчекурен став е, да речеме, правилна изведба, која што ќе помогне да се истегнуваат мускулатурите на надежната и на задната страна, додека овдека, ако е помал расчекурен став, веќе се префрлува на повеќе на грбот, отколку на ефектот врз носот. Глава предклон, кој што во зависност од вашите способности и да се изведе со допирање на раце до колена, поважно е, значи, нозете да бидат исправени во сите три зглоба, колениците да не бидат свиткани, бидејќи свиткана коленица го намалува ефектот врз истегнување на задната мускулатура. Малку забавење. Одиме една координацијска вежба, каде што ќе се обидеме со едната рака да правиме кружења во нас, под лактица, а со другата под лактица да правиме кружење во обратна насока. Значи, двете подлактици кружат во спротивна насока, едната е накрај нас, другата надвор од нас. Значи, не двете внатре, без разлика дали вака или на надвор, туку едната оди кон нас, а другата надвор од нас. Навидум лесна вежба, но координацијски доста тешка.
Доколку нешто не оди, застанувате и повторно пробувате да ги смените насока. Може и обрано. Имаме Вага која што одлично. Ке може да се и на другата нога исто така може да се проба. Правиме. може и челно и од рано може да направи. Одиме на чучување. Целосни чучувања, малку потешки и чучување до пола, до половина, каде што се полесно. Еве потешката варијанта тука и полесната варијанта е до пола. Осум до 10 повторувања, исто така за почеток. Ако ги направите правилно е супер. Одиме со склекој, полесна варијанта, со склекој од коленици, колена и потешка цели. До 10 повторувања, сосема солидно. Сега, малку координација со тениско топче. Започнуваме први со лесно скокнување на топчето, одбивање од ногата, од лева кон десна рака. И потоа одиме под едната нога, од внатрешна страна. Па од надворешна страна. Сега една координацијски малку потешка вежба. Се обидуваме да направиме круг околу топчето, кој првин ќе го пуштиме и потоа да го фатиме истото. Полесна варијанта е да го потфрлите топчето, да го потфрлите нагоре. Полесна варијанта значи е да топчето биде потфрлено нагоре. Потешка е само да го пуштите да паѓа нагоре. Истото го работиме со другата рака. А потоа ќе ни треба зид, четворица зид. И правиме само додавање со едната рака. Зидот, каде што над лактицата ни високо кренатна, односно лактот ни е горе, потоа со другата рака, не кажеме повисоко од хоризонтала, и се трудиме раката да биде фиксирана и да работиме само со дланката. Имаме наизменично, десна лева, и потоа малку потешко, исто така, од една нога, и друга нога, да се може тоа. Одиме со странично потфрлање. Тука. И се разбира, истото го правиме со друга рака, а поедноставна варијанта може да го направиме истото без зид. Без зид значи каде што ќе го правиме истото потфрлање. Да го фиксираме топчето.
напред. Така. Нормално истото може да го пробате со друга рака. Топчето го ставаме да држиме со двете раце, го пуштаме и се трудиме да го фатиме пред да падне, значи на подлогата. Значи, пуштаме топчето. И на крај малку вежба и равнотежа, баланс и координација, го ставаме топчето на стапало, се разбира дека е подобро да се изработи бос и се трудиме да го балансираме и да ја кренеме високо ногата, односно коленото. По-напредна варијанта е да правиме качување и спуштање. Поедноставна варијанта е само да го држиме топчето во равнотежа на ниско ниво. Одиме на лабавење на мускулатурата. Први ќе направиме лабавење на предната ложа. Ја поставуваме под коленицата понапред, односно стапалото, значи не под нас, што понапред, и се трудиме да пропаднеме со боковите длабоко напред и надолу. Се олабавуваме, издишуваме и дозволуваме боковите да пропаднат. Не се подпираме се раците на ногата, за да целосно тежината на телото ни помогне во истегнувањето. Одиме и со истегнување на другата страна. Длабоко дишеме на крајот, за да имаме целосно опуштање. Жапче. Имаме полесна варијанта, која би биле потребни изидот. Потешка варијанта не сте потребни, каде што може да ги турнете колениците надолу. И исто така на издишување да потиснеме. На некого не ќе биде многу лесно да ги спушти колената доле, додека некој ќе биде на вако високо ниво, значи вако ќе бидат потребни, тоа скачени колениците и ќе мора да се потребен зидот за напри целосно истегнување. Истегнуваме задната ложа. Да спуштаме главата надолу. Со рацете, со дланките се влечеме. Понадолу, понапред и надолу. И на крај, само малку го добавиме и протресуваме ногата. Како што видовме, одлично презентирани вежби и сите 4 дела од часот едно во друго се преточува без некое застанување, бидејќи самото вежбање треба да биде една пријатна, да речеме, склопеност на вежбите, која што на вас ќе ви биде една прекрасна физичка активност, која што ќе ве релаксира во текот на денот преди све, да е во функција на вашето здравје. Она што ќе внимавате во однос на делот на вежбите со топчето, ако нешто не може да се изведе во соба, може во ходник, во некаде пред домот или пред станот или пред зградата, како и да е, за почеток да ги пробате, да можете без проблем да се изведе во домашни услови во соба. Полека сите 4 дела се завршени и ќе имате можност за комуникација со вашите наставници и се гледаме на следниот час.